Тие како вкупна сума може да речеме не се многу големи, издржливи се за буџетите на општините. Проблемот е што тие се зголемуваат. Значи, со појавата на енергетската криза, имаме едно зголемување од 800 милиони денари, кое, ако продолжи тенденцијата, последните податоци покажуваат дека се стабилизира, дека не растат, но таа тенденција може да ги доведе општините до проблеми во нормалното функционирање. И ние во 2004 година, како ЗЕЛС, пред самиот почеток на процесот на децентрализација и негова имплементација, направивме список на долгови кои ги имаат општините, излегува негде околу 51 милион. Излеговме со препорака до влада да ги покрие долговите за да стартаат сите од нула. Владата не одби, рече дека тоа не е возможно, излеговме пред меѓународната заедница, они не одбија, рекоа не можеме ние да покриваме други долгови и тоа остана така да тече. Јас мислам дека би била најдобра солуција владата да собере сили, да ги покрие сите долгови и да воведе страшна контрола на што и како се трошат тие пари.